Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски. Го гледате ТВ журналот Newsflash, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Започнуваме со веста за поплавите во Пакистан. Од пороните дождови до сега животот го загубија најмалку 1400 лица, а погодени се преку 3 милиони. Еве ги најновите моменти. Ова се најкатастрофалните поплави во Пакистан во последниве 80 години, соопштија Обединетите нации. Според УНИЦЕФ, на преку 1 милион деца им е потребна итна помош, а неопходна е храна и чиста вода за пиење поради опасноста од појава на диареја и колера. Бритиш Петролиум и натаму се надева дека ќе го започне крајното запечатување на изворот во Мексиканскиот залив од кој се излеваше нафта. Компанијата го одложи цементирањето на отворот откако откри мало протекување на нафта. Американската влада соопшти дека пред конечно да биде запрано истекувањето кон средината на јули се излеале вкупно 4,9 милиони барели нафта, но дека во соработка со Бритиш Петролиум досега се собрани речиси 800.000. Федерален судија во Њујорк ги обвини Расел де Фритас и Абдул Кадир за виновни за заговорот за терористички напад на меѓународниот аеродром Џон Кенеди. Двете лица планирале на аеродромот да дигнат во воздух згради, танкери со гориво и цевководи. Обвинителите велат дека де Фритас, американски граѓанин родом од Гвајана, кој работел на аеродромот, помогнал со информации во заговорот што никогаш не се реализирал. Во продолжение на Newsflash, во говорот пред група воени ветерани, американскиот претседател Барак Обама потврди дека ќе го испочитува рокот што го зададе за крај на борбената мисија во Ирак до 31 август. Се очекува до тогаш во САД да бидат вратени околу 90.000 војници. Еве ги деталите. 5 месеци по парламентарните избори во Ирак владее политичка неизвестност. На улиците на Багдад и други градови бомбашки напади. Во јули загинаа стотици, а ирачкиот парламент се уште заглавен во изборот на нов премиер и влада. Сепак Белата куќа останува на планираното. На собир на воени ветерани и инвалиди, председателот Обама рече дека ќе го одржи ветувањето на одговорен начин да стави крај на американското армиско присуство во Ирак. Кусо време откако стапив на функцијата, објавив нова стратегија за Ирак за целосно предавање на обврската на ирачаните. Кажав дека до 31 август ќе завршат борбените действија. Така и ќе направиме, во тој рок. До крајот на август дома ќе се вратат 90.000 војници. Според Пентагон сега во Ирак има 70.000, а до крајот на месецов ќе се повлечат уште 20.000. Новата американска мисија во Ирак ќе биде обука на ирачките сили, контратерористички операции и заштита на американскиот цивилен и дипломатски персонал. Обама истакна дека насилството во Ирак е на најниско ниво со години, но и дека предизвикот останува, бидејќи терористите се обидуваат да го сопрат напредокот. На тема Авганистан, каде расте бунтовништвото, а јули беше најкрвавиот месец за американските сили, Обама рече дека Ал-Каида токму таму ги планирала терористичките напади од 2001 и дека во регионот и пошироко нема да толерираме Ал-Каида и екстремистичките сојузници да наоѓаат за солниште. Ќе ја попречиме, ќе ја растуриме и на крај ќе ја победиме Ал-Каида. Обама им вети на ветераните дека владата е посветена да им помогне со здравствена заштита и друга поддршка. Кажа, има жестоки дебати за Ирак, но никогаш немало разлики за поддршката на преку 1 милион американци кои служеа во Ирак. Новиот документарен филм на Луси Вокер «Одбројување до нула» служи како потсетник дека нуклеарното оружје не е само остаток од студената војна. Главната порака на филмот е дека во свет полн со терористи и непринципиелни држави, прашање е само на време кога нуклеарното оружје ќе заврши во погрешни раце. Користејќи научни податоци и приказни за несреќи избегнати во минута до 12, Вокер слика приказна за нуклеарната опасност што буди немир и во најприсебниот гледач. Дури ако немаше војна или тероризам, секогаш постои можност за несреќа, што за жал никогаш не може да се отстрани. Во светот постојат околу 23.000 парчиња нуклеарно оружје и како поминува времето, за жал прашање е кога тоа ќе биде употребено, а не дали.
Луси Вокер и продуцентот Лоренс Бендер, кој доби Оскар за документарецот Непријатна вистина, ги представуваат мислењата на десетина поранешни шефови на држави, нуклеарни научници, воени лица и други кои велат дека најверојатно терористите ќе успеат да дојдат до нуклеарен материјал во Русија и околните држави, зашто таму тоа е послабо обезбедено. Бендер вели дека денешните шверцери на нуклеарен материјал се поопасни од стратезите од времето на студената војна и дипломатите, бидејќи се подготвени да продадат на оној кој ќе плати најмногу. Бендер вели дека пораката на документарецот е јасна: светот да се ослободи од сето нуклеарно оружје. Тука се поставува прашањето како тоа да се случи кога на Соединетите Американски држави и Русија отпаѓаат преку 95% од нуклеарните залихи. Iran, North Korea, they are prepared to start trading nuclear weapons technology. Тие треба да предводат во напорите, одговара Бендер. Иако е валидно да се постави прашањето дали филмот има политичка позадина, факт е дека темата што обработува сепак не може да се игнорира. No nuclear weapons. Zero nuclear weapons. Nol. А денеска од Холивуд, од задрешетки на рехабилитација. Популарната актерка Линдзи Лохан ја мина првата ноќ надвор од затвор, но не е комплетно на слобода. 90 дена остаток од казната ќе ги мине во центар за рехабилитација. А кога сме на оваа тема, на Чарли Шин му одредена казна од 30 дена во центар за лечење од алкохолизам, откако се произнесе за виновен за семено насилство минатиот Божик, кога е удрил сопругата. А во утрешната емисија во САД се враќа традиција што возможува и препорот на стара професија. Зошто е се попопуларно да се работи како бабица? Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash да се донесе на свет дома. Се поголем број американки се решаваат на породување со бабица. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.